Вести на Канал 8, добро дојдовте. Социјално загрозеното семејство Грозданови од Нивичани го реши неколкогодишниот стамбен проблем. Доби двособен стан во социјалната зграда во Кочани, во кој ќе се всели за неколку дена. Шестчленото семејство го посетија министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и директорот на акционерското друштво за стамбени деловен простор Зоран Ѓоргиев. Шестчленото семејство Грозданови од селото Нивичани се вселува во двособен стан во социјалната зграда во Кочани, што го доби од акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор. Со тоа е решен неколкогодишниот проблем со сместувањето на 4 малолетни дечиња и нивните родители Даниел и Викторија, кои живееја во една соба без струја и храна во трошна куќарка оддалечена 10 километри од градот. На вселувањето во новиот дом присуствуваа министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и директорот на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор Зоран Ѓоргиев. При тоа беше истакнато дека станот е со површина од 50 на квадратни метри и ќе овозможи соодветни услови за живење на младото семејство. После добивањето на информацијата од страна на мојот кабинет и од страна на една телевизија во која што беше емитувана емисија за Даниел, за неговото семејство со 4 дечиња и заедно со неговата сопруга, навистина пристапивме брзо во разрешување на оваа ситуација и некаде во месец јануари беше доделен станот од Комисијата за стамбени прашања при влада на ова семејство на кое што навистина во овој момент е потребно да се излезе во пресред и секако да се подаде рака. Подавањето рака е секогаш потребно. Ние сме социјална држава во која што јас секогаш верувам во вредностите на навистина подавање рака во насока на обезбедување на кров над глава на семејствата на кои што им е најпотребно и секако посакувам семејството на Даниел да ужива во подобрите услови во кои што ќе можат да имаат да ги остваруваат своите стамбени прашања и од тој аспект можам да истакнам дека навистина сите институции кои што беа вклучени во ова, јас би рекол, акција заедно со и Црвен крст, заедно со секако и новинарите кои што ја направија таа сторија, ни помогнаа да брзо реагираме. Семејството Грозданови упати благодарност за станот што го доби во Кочани, што ќе им овозможи 4 дечиња во иднина полесно да посетуваат училиште. Голема благодарност до министерот и до директорот што ми овозможија да се сместам во социјалната зграда. Работиме, во фирмата Юмис До, у село Тракање. Вашата сопруга? Не вработена и имаме дополнително за трето дете. Од акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор нагласија дека со забрзана динамика продолжува изградбата на колективни стамбени згради за семејствата во социјален ризик во неколку други градови во државата. Во овој момент се градат, значи во завршна фаза се во Дебар, зградата во Дебар, социјалната зграда во Дебар, социјалната зграда во Скопски Бутел. Сега ќе отпочне и постапката за добивање на најповолен поведувач во социјалната зграда во Штип. Исто така се градат зградите во Прилеп и во Саре. Така да динамиката на изградба на социјални станови и тоа како е со многу сериозно и брзо темпо. Наскоро ќе почне и распределбата на становите во третата социјална зграда во Кочани, како и во објектот во Велес. Во изминатите 4 години социјални згради беа изградени и во Пробишти, Виница, Свети Николе, Гевгелија, Неготино, Демиркапија, Струмица, Гостивар и Македонски Брод. Локалната самоуправа на Виница набави машина за метење и одржување хигиена на јавните површини. Метларката ќе ја користат вработените во јавното претпријатие Солидарност. Јавното претпријатие Солидарност од Виница го модернизираше возниот парк, односно набави машина за метење и одржување хигиена на јавните површини, што работи на електрична енергија. Вкупната вредност на инвестицијата изнесува 2.690.518 денари, од кои 1.900.000 денари се обезбедени од Бирото за регионален развој,
а остатокот, односно 790.518 денари, се обезбедени од буџетот на општината. Договорот за набавка бил склучен на 21 февруари помеѓу општина Виница и Друштвото за производство, трговија и услуги Барко од Велес. Машината треба да ја зголеми ефикасноста во одржувањето на хигиената, а истовремено да се овозможи за пократок период да се исчистат поголеми површини. Во план е да почнат да се чистат и дел од улиците кои досега воопшто или многу ретко се метеле. Водостопанската подружница Брегалница го привршува изготвувањето на годишниот план за наводнување за оваа година. Со тоа земјоделските производители навреме ќе можат да видат кои површини ќе добијат вода и со какви култури ќе можат да ги засеат. Во планот е предвидено за полињата во Кочанскиот регион да се обезбеди вода за околу 4500 хектари, што се опфатени со хидросистемот. Од нив, под Орис, ќе се засеат слични површини како и минатогодишната сезона. Најголеми површини со главната земјоделска култура во регионот ќе бидат опфатени во атарите на Облешево, Соколарци, Чешиново и Спанчево, а потоа следуваат и оризните ниви во катастарските општини Уларци, Кочани, Оризари, Градовци, Мојанци и останатите. За да може планот да се реализира во целост на целото подрачје што го покрива водостопанската подружница, неопходни се над 106 милиони кубни метри вода. Со дотокот од Брегалница, во моментот во браната Калиманци има над 87 милиони метри кубни вода. Се очекува до започнувањето на сезоната за наводнување да се акумулираат дополнителни количини. Според годишниот план, водата во каналите треба да се пушти во првата половина на април, пошто се очекува да почне и сеидбата на оризот. Општина Кочани информира дека продолжува со акцијата за засадување нови садници во градот. Веќе се облагородени повеќе јавни површини во централното градско подрачје, како и на влезот и на излезот во Кочани. Се засадуваат дрвца од јасен, јавор, јапонска цреша, црвена слива и други видови, што заслужува пофалба и поддршка во напорите за зголемување на зелената маса, како и за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух. Истовремено, од локалната самоуправа апелираат до граѓаните грижливо и совесно да се однесуваат и да не ги оштетуваат новите садници и останатата високостеблеста вегетација. Со акцијата веќе е оформена зелена ограда од источната страна на основното училиште Свети Кирил и Методи, како и кај спортската сала Сашо Лазаров Чапо. Но чудно е што се опфатени и земјени површини на повеќе кружни текови, како и на разделните зеленила. Садењето високостеблести растенија во внатрешноста на кружните текови е проблематично од аспект на прегледност на вкрстувањето на улиците. Дрвјата во иднина, кога ќе се развијат и разлистаат, ќе бидат проблем за безбедноста во сообраќајот. Ако се мислело на естетскиот изглед на празниот простор, тогаш многу подобро решение е да се засадат трева и цвеќиња. Така возачите полесно и без визуелни препреки ќе ги забележуваат возилата што влегуваат во кружниот тек и ќе избегнат потенцијални незгоди. Сенките од крошните нема да бидат од корист за возилата затоа што не можат да се паркираат под нив во топлите летни денови. Наместо тоа, подобро е садниците, додека се уште се млади, да се преселат на некој паркинг простор. Грешки се прават, а добро е и кога се поправаат. Прашање е дали ќе има соодветна реакција. Членови на доброволното противпожарно друштво Кочани во координација со пожарникари од територијалната противпожарна единица и вработени во комуналното јавно предпријатие Водовод извршија контрола врз хидрантската мрежа на територијата на општина Кочани. Од терен констатирано е дека мрежата е во исправна состојба со мали исклучоци кај надземните хидранти, каде што недостасуваат неколку слепи спојки. Врз основа на контролата бил изготвен и записник, што е поднесен до комуналното јавно предпријатие Водовод, како надлежна институција за одржување и сервисирање на мрежата, за отстранување на забелешките и ставање на целокупната хидрантска мрежа во исправна состојба. До општина Кочани пак поднеле барање за поставување на вертикална сигнализација на подземните и надземните хидрантски приклучоци. На терен евидентирали неколку нови подземни и надземни приклучоци, што представуваат голема придобивка за доброволците и професионалните пожарникари.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.